Има намалување на тутунот, бидејќи минатата година, овие 2 години имаше нереално ценење на тутунот, фактички откупување само на тутун, а класи не се дава. Тутунот просекот доваѓаше 180 денари, 190 денари, додека за разлика од пред 2-3 години, кога достигнавме просечна цена до 220 денари, место да одеме нагоре, трошоците се зголемуваа. Требаше цената да достигне просечна цена од 280 до 300 денари, ние останавме на 180-190 денари. Значи, ова година ќе има количински ја има веќе ова бројка достигнато. Како што реков, имаше добри услови. Бројот на договорите беше намален, но ние во Струмичкиот регион продававме по 2,5 милиона килограми. Сега да кажам, да биде појасно, ова година и претходните години стигнавме до 2 милиони, а ова година можеби ќе биде околу 1.800.000. Значи намалено околу 30 до 40% намалено. Ако се откупи како ланските години, нема добар откуп, за до година мислиме дека ќе нема ни 50%, ко 40% ќе биде тутунот за кој што се засадува во регионот на Струмица. Овие 2 години полека се намалува по 10%, значи 2-3 години по 10, значи 20-30% е намален тутунот. Како што реков, од 2,5 милиона килограми Струмичкиот регион сега ќе имаме 1.800.000. Па ако се прерачуна, тука доаѓате на 20 до 30% е намален. Пак ќе се повторам, ако самите фирми го искористуваат политичките состојби во Македонија, тие сакат само да земат, а знаеме некој, ако не уложуваш, не можеш да добиеш. Тие сакат да земат ефтин тутун, овие 2 години зедоа, да, но ако продолжат, до година ќе нема тутун. Ова година треба да бидат отворени со своите кооперанти, со тутунарите, да им кажат, да, тутунот е таа, ние имаме став земано, да одеме. Договорот, да, има договор прва, втора, трета класа, но тој договор важеше и за другите години, не се придржуваат до договорот.